Почитувани гледачи, ве поздравуваме директно од Министерството за внатрешни работи. Во продолжение на програмата на телевизија КИС ќе имате можност да го проследите интервјуто со господинот Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи. На самиот почеток, кои се реформите и чекорите кои ќе ги преземете во МВР за неговото подобро функционирање, министре? Па оваа институција е една од институциите во Република Македонија која што треба да биде дел од целиот овој реформски процес, за да можеме пред се да воспоставиме систем кој што ќе функционира, систем кој што ќе биде во заштита на интересите на државата и на граѓаните. Ние мораме да го реформираме Министерството заради тоа што се случија многу настани што го срушија кредибилитетот, ја уништија довербата на оваа институција кај граѓаните, а ако немате кредибилитет и доверба кај граѓаните, тогаш не можете да гарантирате доволно ниту за безбедноста. На Република Македонија е потребно професионално Министерство за внатрешни работи, непартиско и Министерство во кое што ќе се изврши целосна декриминализација. За жал сега во ова Министерство сите овие појави се исклучително на високо ниво. Затоа важни приоритети во реформскиот процес ќе биде пред се да го реформираме преку стратегијата за развој на полиција, која што ја изготвивме заедно со Европската Унија. Сега е во моментот во подготовка акциониот план, во кој што се дефинирани целите за создавање на професионална полиција, полиција блиска до граѓаните. И вториот сегмент многу значен е реформата на безбедносните служби или на управата за безбедност и контраразузнавање, се со цел да се оневозможи или да се доведе до минимално ниво можноста за злоупотреба на системот за следење на комуникациите, нарушувањето на човековите права. Секако дека многу реформи ќе треба да се направат во делот на целосна професионализација на сите сегменти на Министерството за внатрешни работи. Мораме да го професионализираме крајно механизмот на внатрешната контрола во ова Министерство. Едноставно да им се даде простор на професионалците и да овозможиме влез на млади кадри кои што се стекнале со знаења од областа на науките од безбедноста, се со цел да ги вградиме во системот и заеднички да создаваме систем кој што ќе биде во интерес на граѓаните. Забележуваат луѓето по социјалните мрежи дека бавно работите. Ваш коментар за ова или имате премногу што да сработите? Видете, очекувањето кај граѓаните е една работа која што е нормална, после промена на власт, после менување на еден режим кој што владееше 11 години со Република Македонија. Ако го говориме за еден режим, тоа значи дека имало целосна окупација на институциите. И наша цел е да направиме анализа и да ги промениме работите таму каде што таа анализа ќе покаже дека е потребно да бидат променети. За жал, анализите покажува дека мора да се менуваат многу работи. И тоа радикално да ги менуваме, и тоа го правиме. Во Министерство за внатрешни работи, секако дека прашањето се однесува веројатно и на промена на другите институции, меѓутоа најважно од се е да имаме квалитетни кадри кои што ќе застанат на чело на институциите на системот, кадри кои што ќе ги исполнуваат принципите за кои што се залага оваа влада, пред се да работиме законито, одговорно, честно и отчетно пред граѓаните на Република Македонија. И заради тоа мислам дека е многу важно да влечеме вистински потези во вистинско време. Не е важен квантитетот, туку важен е квалитетот во поставувањето на кадри. Дали се очекува да се променат поголем делот на началниците на секторите за внатрешни работи? Кои се принципите кои ќе ви бидат водилка за поставување на нови началници? Па секако дека случувањата кои што беа во Република Македонија, во кои што беа инволвирани припадници на Министерството за внатрешни работи. Два ќе издвојам, значи прислушувањето како еден феномен кој што значеше масовно кршење на човековите права и од друга страна настаните на 27 април кога влегоа насилници хулигани во собранието на Република Македонија со цел да убијат пратеници, да одземат живот и така натаму, покажуваат дека овој систем има сериозни слабости, дека треба да има промени. И тие показатели кои што се подразбираат и промена на кадровски решенија. Така да промената на кадровските решенија следува, значи таа е и во тек, ќе продолжи понатаму.
врз основа на сите аспекти за кои што говорев претходно. Наша цел е да овие принципи на законито, на одговорно, на честно и на отчетно работење бидат принципи за работа на секого. Професионализмот мора да биде врвен приоритет, да дадеме шанса на сите професионалци, а ги има многу во Министерство за внатрешни работи, кои што биле на еден или на друг начин тргани настрана, а поставувани луѓе кои што се партиски послужници и несоодветни кадри. Ако им се даде простор на тие луѓе, а моја цел како министер е изразена јасна волја политичка да им дадеме простор на тие професионалци, тогаш ние можеме да гарантираме дека ќе ги остваруваме овие принципи за кои што се залагаме, а крајната цел е нормално, безбедна, стабилна Република Македонија со задоволни граѓани. Избрани се нови началници на УБК и БЈП, сменети се и други функционери во Министерството, но дали само промената на лицата кои го водеа ова Министерство ќе ја промени ова институција за да биде професионална и да не биде партиска изостава како што се слушаше и во бомбите? Значи, именувани се директори на Бирото за јавна безбедност и директор на Управа за безбедност и контраразузнавање. Морам да го изразам задоволството заради тоа што тука не поставивме партиски луѓе, не поставивме партиски кадар кој што е донесен од надвор, напротив, професионалци со повеќе од 25 години работно искуство во областите и во јавната и во државната безбедност, луѓе кои што добро ги познаваат приликите, луѓе кои што се соочиле многу пати со неправда, со други негативни појави во ова министерство и токму тоа е првиот сигнал, првата порака која што сакав како министер да ја пратам, дека овие институции, односно Министерство за внатрешни работи мора да биде високо професионално. Сега кога говориме дали е доволна промена на еден човек само и да се врати довербата кај институцијата, тоа не е така, меѓутоа тоа е првиот чекор. Знаете дека и најтешката работа или најтешкиот пат мора да започне со првиот чекор. Престојат, и тоа го најавив на почетокот, престојат сериозни реформи и во јавната безбедност, меѓутоа и во Управата за безбедност и контраразузнавање, за да можеме да ги спроведеме сите овие принципи за кои што говоревме претходно и да овој систем во Министерство за внатрешни работи стане функционален, систем кој што ќе биде столб на безбедноста и на тој начин да ја гарантира не само нашата домашна, туку и регионалната безбедност. Каква одговорност презедоа полициските службеници кои што беа дел од немилите настани на 27 април, кои што непрофесионално се однесуваа во собранието? Тоа е таа партизација или врзано со политичките субјекти која што го руши системот. Да влезете, односно да дозволите влез, рушење на законодавниот дом на Република Македонија, највисокиот демократски храм во една држава, покажува колку се ставени во заден план интересите на државата за сметка на лични интереси или партиски интереси. И секој од нив мора да носи одговорност. Ја информира веќе јавноста дека формираната комисија која што беше за испитување на настаните од 27 го изготви извештајот. Тој извештај е предаден во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Овде во Министерство за внатрешни работи околу 50 на луѓе имаат дисциплински постапки поведени за непрофесионално постапување, околу 30 на се суспендирани од своите работни места и сакам да знаете дека нема да има селективност, меѓутоа нема да има ниту пристрасност во постапките, туку врз основа на аргументи, секој еден кој што не ги почитувал прописите на службата, законските одредби, туку се дрзнал да постапува врз основа на политички убедувања, ќе биде сериозно казнет. Ја очекувам и командна одговорност, која што ќе се докажува, веројатно, истражува во јавното обвинителство за организиран криминал, каде што исто така очекувам еден сериозен пристап кон овие настани, се со цел да оневозможиме да ни се случува било каков друг вид на вакви состојби во државата во наредниот период. Значи, ова мора да биде како поука за сите нас, дека институциите, државата мора да бидат пред се. Така, колкава е државната контрола во системот за прислушување, односно колку македонските граѓани можат да бидат спокојни дека никој не ги преслушува?
Па видите, во Македонија неколку пати се случуваше, за жал, кога одредена гарнитура беше на власт во државата, да има прислушување, нарушување на човековите права, меѓутоа она што се случи во изминатиот период, во кој што беа фатени многу граѓани на Република Македонија, укажува на сериозни системски пропусти. И тоа не водеше кон тоа дека мораме да имаме реформи, не само законски реформи. Ако ги погледате законските норми, имаме добри законски решенија. Меѓутоа, примената на тие законски решенија е под знак прашање. Од една страна, и човечкиот или кадрскиот потенцијал. Ако вие еден сегмент од Министерството за внатрешни работи кој што се однесува токму на делот на следење на комуникации, го партизирате до таа мера кој што овозможува злоупотреба на овој систем за партиски незадржавни интереси, се случуваат вакви состојби. Ние таму започнавме и кадрска реформа, меѓутоа и сеопфатна реформа на безбедносниот систем, се со цел да се создадат законски услови, меѓутоа и кадрски човечки услови, кои што ќе гарантираат минимум можност за злоупотреба на системот на државата. Ако поставите систем во една држава, тогаш не е важно веќе кој е на власт. Треба да функционира системот, а тој систем треба да ги штити граѓаните. Така да во овој момент работиме сериозно на враќање на системот, меѓутоа враќање на довербата, се со цел граѓаните да бидат спокојни дека никој нема право да ги злоупотребува, ниту нив, ниту нивните семејства, ниту да влијае на нивните животи од аспект на државна власт или од аспект на злоупотреба на институции. Каква е соработката на новото раководство на МВР со затечените кадри кои претходно ги водеа главните оделенија и сектори на ова министерство? Па видите, во Министерство за внатрешни работи има многу професионален кадар кој што работи на високи позиции во Министерството. Постоја партиски послушници, луѓе кои што не си ги остварува своите цели. Има промена на еден дел од нив, остатокот се анализира, секој од нив има добиено порака дека професионалноста, законското постапување е врвен приоритет и дека ќе мораме да работиме заедно за интересите на граѓаните. Знаете, никој нема право да смета дека е должен на некој друг како поединец, освен на граѓаните на Република Македонија. Ние, како институција, како држава, се што добиваме од граѓаните на Република Македонија, преку плаќање на даноци, преку градење на државата, и ние сме должни единствено на граѓаните на Република Македонија. Кој смета дека треба да ги напушти овие принципи и да биде должник на поединец, на политичка партија и така натаму, за него нема да има место ниту во раководните структури на Министерство за внатрешни работи, а ниту во рамките на Министерството. Меѓутоа, професионализмот, активирањето на луѓето кои што се внатре, давањето на можност за нивно ангажирање до крај, максимална посветеност, создава сериозни шанси за успех во работењето. Докаде е решавањето на спорот со вработувањето на новите полициски службеници? За препоставката, па тие протестира пред Министерството за внатрешни работи. Па видите, тука нема спор во однос на вработувањето, заради тоа што периодот кој што беше зад нас, сега моментално, беше период во кој што беше изборниот процес. Изборниот законник беше јасен дека од денот на распишувањето на изборите, па се до формирањето на нова влада, нема можност за вработување и заради тоа не може да се постапува по однос на нивните решенија. Факт е дека оваа состојба се оценува како состојба која што не е редовна, меѓутоа и можноста да се обструира формирањето на владата и да се одоговлекува 6 месеци, исто така е ненормална состојба во една држава. За нас не се случи таква состојба, се формираше владата, така да овие кандидати за полицајци ќе ги добијат своите договори и ќе започнат со работа на 1 септември ова година. Има уште една непријатна ситуација и полицискиот синдикат, но и вие при вашата обиколка во полициските станици увидовте дека не се плаќаат како што треба надоместоците на полициските службеници за нивната прековремена работа, немаат опрема, униформа и друго. Што ќе преземете во врска со оваа проблематика? Па видите, тоа е и основата за лошото функционирање во МВР.
Ако вие не овозможите услови на основниот кадар, на полицајците, на оние кои што се директно на терен со граѓаните, тогаш не може да гарантирате дека ќе имате мотивиран полицаец кој што ќе се грижи за безбедноста, кој што ќе се грижи да ги сузбие сите форми на криминал, нарушување на јавниот ред и мир и така натаму. И ова што го истакнавте, факт е дека Министерството за внатрешни работи трошело на многу други форми на издатоци, кои што не се суштински, наместо да се посветиме на обезбедување на основни услови за работа. Над 7 години нема земено униформа нова за полицајците. Нема обезбедено чизми, нема обезбедено чевли, нема обезбедено основни услови за работа од технички аспект, компјутери, принтери, не знам, возила и така натаму. И во едни такви услови кога имате деморализирани полициски работници, кои што гледаат дека функционерите во Министерство за внатрешни работи трошат за лични потреби, за други работи кои што ценеле дека во тој момент за нив се многу важни, го создава уште повеќе тој јас, создава една несигурност, расте недовербата и на вработените во институцијата, меѓутоа недовербата и кон институцијата од надвор. Така да, моја прва цел и задача беше да ги превземеме сите мерки кои што ќе допринесат да се зајакне позицијата на вработените во ова министерство. Веќе започнаме постапки за купување на нови униформи, да ги стабилизираме односите финансиски, заради тоа што реално и тој систем на пишување на прекувремени часови е нереален во одреден сегмент, дури и злоупотребуван, така да преку јасно прецизирани норми, преку јасни правила кои што ги воведуваме, ние планираме дека ќе го избалансираме целиот овој процес и со цел Министерство за внатрешни работи да застане прво на здрави нозе и да започнеме сериозна реформа внатре. Она што нам новинарите не интересира, дали ќе остане ист начинот на комуникација со Министерството за внатрешни работи. Знаете, до сега практиката беше дека ние пишувавме барања до Министерството, за да подоцна на портпаролите им биде одобрено да даваат изјави или било какви информации. Па реков дека еден од принципите на функционирање на Министерството треба да биде и отчетност. Тоа значи дека граѓаните треба да знаат вистината за состојбите во Министерството, да бидат правовремено информирани и затоа веќе започнавме со еден сериозен план за реформа и на одделот за односи со јавноста. Наша цел е да бидеме што е можно поотворени и ние како Министерство и Бирото за јавна безбедност и Управата за безбедност и контраразузнавање. Сакаме што е можно да се скратат сите процедури кои што го невозможуваат брзиот и ефикасен проток на информации, нормално за информациите кои што треба да бидат достапни за јавноста, имајќи во предвид дека ова министерство има многу суптилни активности кои што нема да можат до крај да бидат презентирани, меѓутоа за она што треба да биде запознаена јавноста, ќе го направиме системот да биде многу поотворено тоа што е сега, се со цел да добиват граѓаните правовремена информација, а добивањето на вистинска и правовремена информација многу помага и на нас како министерство да запра шпекулации за поедини ситуации и да можеме да ја добиеме поддршката од медиумите и од јавност. Колкава ќе биде контролата на МВР врз секторите за внатрешни работи? Министерството за внатрешни работи функционира по принципот на хиерархија и субординација и ние мораме да се поставиме така секој од одделите во Министерството за внатрешни работи да го почитува овој принцип. Прашањето сега за контролата на работењето не е само во нормалното функционирање, прашањето е како да воспоставиме контролата во спроведувањето на постапките, како постапуваат полициските службеници и така натаму. Сакаме да го професионализираме и зајакнеме системот на внатрешна контрола како механизам кој што се грижи за законска примена и законско постапување на полициските службеници од една страна. И тоа е еден дел и од реформите кои планираме да ги правиме со воведување на надворешен механизам на контрола врз работата на Министерството. Тоа е многу позначено, да се вклучат граѓаните на владиниот сектор и затоа во многу скоро време ќе имаме законски измени. Тоа е едно од ветувањата кои што и пред изборите
и јас и коалицијата од која што доаѓам го истакнавме воведувањето на полицискиот омбудсман. Дали ќе се залагате да се подобри соработката на секторите со општините? Ве конкретно во Тетово и од двете институции имало поплаки дека не постоело таква соработка, а без истата во градот се појавуваа повеќе проблеми, посебно од безбедносен и сообраќајен аспект. Па врвен приоритет на Министерството е како да се сближиме со граѓаните, како полицијата да биде во постојан контакт со граѓаните, меѓутоа и како граѓаните да и помогнат со размена на информации на полицијата. Ние сме предодредени на меѓусебна соработка. Колку повеќе заедно соработуваме, толку повеќе ќе се гради довербата меѓу нас. Еден од клучните механизми или алатки е како ќе соработуваме и со локалните заедници, односно со локалните самоуправи. Мој план е да таа комуникација ја подобриме во една високо ниво на комуникација заедно со локалните самоуправи, со градоначалниците на општините и на една директна комуникација на секторите, на полициските станици, заедно со локалната самоуправа во Република Македонија и на тој начин да ја зајакнеме таа врска помеѓу граѓаните и помеѓу Министерството. Сосема за крај, кој го вози скапиот Мерцедес? Скапиот Мерцедес го вози возач и тоа само во моменти кога имаме високи представници, гости на Република Македонија. Јас уште на почетокот на мандатот го кажав ставот мој, ставот на премиерот Зоран Заев дека тој Мерцедес кој што беше набавен ќе биде оставен исклучиво за странски делегации, а не за возење на функционерите од оваа влада, заради тоа што сметаме дека начинот на кој што тоа се направи, набавка на скапо возило за Министерство за внатрешни работи, а во исти момент немате средства финансиски да обезбедите униформи и основни услови за работа на полицајците, е повеќе од злосторството што се направи на ова Министерство. Меѓутоа, исто така треба да водиме сметка дека продажбата на ова возило би значило и губење на дел од парите кои што биле дадени во тој момент, така да остануваме на тој став дека ова возило ќе го потребуваме само за делегации.